Почитувани, добар ден од мене. Вие сте повторно со Црвена линија, ново издание, нова дискусија и секако предизвик за сите вас, особено оние кои што досега едноставно немале идеја за тоа да се приклучат, односно јавно да го кажат своето мислење, нека го сторат тоа. Отворени сме за сите вас на крајот на денот. Црвена линија апсолутно за сите вас, драги мои, односно конечно да се слушне мислењето, односно гласот на народот. Одиме сега со најавата и за денешната дискусија. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека имале средби со стопанските комори, на кои се договориле да им помогнат на производителите со субвенционирање на електрична енергија, со цел да се намалат цените на производите. За жал, производителите не го испочитувале джентлменскиот договор. По извештајот на пазарниот инспекторат и по завршената анализа, Министерството за економија ќе и предложи на владата да се укине оваа мерка за субвенционирање. Па денес вас ве прашуваме дали со укинување на мерката ќе има нов бран на поскапување. А секако второто прашање ќе биде и следново. Порано джентлменските договори беа познати под името Жити мајка, жими мајка. Зошто джентлменски договори? Зошто нема потпишан договор со фирмите кои добивале субвенции? Ке имали санкции? И секако тука ќе ве потсетам да не заследите и на социјалните медиуми, Facebook, Црвена линија, нашиот профил, добро познат за сите оние кои што не следат таму, а вие кои не, секако заследете не и коментирате, шернувате и лайкнувате. Ке ве потсетам дека и профилот на Телма телевизија задолжително треба да го заследите на Facebook, бидејќи и тоа е местото каде што ги објавуваме нашите теми. Особено, еве, ве охрабрувам сите вас активно да земете учество и на нашите анкети на Инстаграм. Доволно е да не заследите на Инстаграм Црвена линија и веќе на Инстаграм стори, доколку кликнете, ќе се отвори прозорчето каде што ќе ве пречака прашањето за денес. Има ли фирми во Македонија кои ги водат джентлмени, да или не? Тоа е прашањето, а секако дискусијата се одвива на начин добро познат за оние кои што редовно се јавуваат, но денес веќе ги охрабрам сите останати. Верувам дека сте и потрошувачи кои што редовно пазарувате и како еве ги следите состојбите во маркетите и што мислите? Какви, дали ќе има санкции пред се за оние компании кои што не го почитувале договорот, а користеле субвенционирана струја? Како и да е, одиме на самиот почеток со прилогот на мојот колега Сотир Трајков, како еден вид загревање, а потоа посумаме со вас. Субвенционираната струја да се укине само за оние компании од прехранбениот сектор кои не ги намалија цените, а не за сите. Ова е барањето на дел од компаниите по вчерашната најава на министерот за економија Бектеши дека на владина седница ќе предложи целосно укинување на оваа мерка и за оние фирми кои го почитувале договорот и ги поевтиниле производите. Од Сојузот на стопански комори бараат средба со Бектеши на која ќе се обидат уште еднаш да го убедат дека помошта не треба да им се одземе на сите. Предупредуваат дека ако се укине мерката, цените повторно може да одат нагоре. Секоја компанија ќе се направи собствена анализа и не би преюдицирал, меѓутоа може да се случи и да има зголемување на цените. Оние компании кои што согласно тој договор не ги намалиле цените, на тие компании, каде што би утврдил пазарен инспекторат, на тие компании да се префрлат на слободна берза, односно да им се укинат субвенциите. Дел од експертите пак сметаат дека ефектот од мерката не може да се утврди затоа што нема контролен механизам. Велат дека за вака спроведената помош виновни се и креаторите, односно владата, но и компаниите кои ја користеа. Самата непредвидливост и очекувањата кои се создадува на граѓаните создадува уште поголема штета. Гледате, сега имате зголемени очекувања, имате разочарување од граѓаните, очекувавме 10%. На почетокот дел од компаниите ветија, не беа сите, меѓутоа тие беа свесни дека нивните трошоци не се фиксирани, па само намалената цена на електрична енергија да се требаше да го најават, јасно да го елаборираат тоа и така натаму.
И откако дел од прехранбените компании 3 месеци користеа субвенционирана струја која ја плаќаа граѓаните, а за возврат минимално ги намалија цените, Бектеши одлучи да ја укине мерката. Вчера и од Организацијата на потрошувачи предложија на владата, наместо да ја укине мерката, да бара фирмите да ги вратат парите. Инаку през сметките за тоа колку пари досега се потрошени за оваа мерка, СМ се уште нема направено. Велат дека таква анализа била многу тешка, но уверуваат дека нивните служби веќе работат на пресметките. Во декември и јануари субвенционирана струја користеле над 240 фирми од прехранбениот сектор. И сега наред сте вие. Оно што ќе зборуваме со вас, ќе ве потсетаме да ги слушаме вашите мислења и одговори на прашањата. Што мислите зошто нема потпишан туку джентълменски договори? Меѓу другото, има ли фирми во Македонија кои што ги водат джентълмени? Дали со укинување на мерката ќе има и нов бран на поскапување и дали очекувате дека ќе следуваат и секако сериозни санкции за компаниите кои што не го почитувале договорот? Добар ден. Да, добар ден. Па еве како потрошувач, според вас има ли фирми во Македонија кои што ги водат джентълмени? Во Македонија има криминалци кои ги водат фирмите. Нема джентълмени. Джентълмени се оние кои што го почитуваат она што владата му го даде. Ова е срамота за тие директори на тие фирми кои што плячкаат од буџетот, од вашите пари и од моите пари. Прво и основно, јас сум со предлог подхитно тука да се иде со поголеми санкции за фирмите кои што земале субвенцирана струја како домаќинствата, да ги вратат парите и да платат под 150 до 200.000 евра казна, па ушена за да му текли за да ги лажат ем владата, ем граѓаните. Ова е срамота за нас како Македонија. Ако на некого му помагаш во поглед на субвенцирање на било што, тие треба да бидат фер и тоа да го почитуваат, затоа што владата со домашните стопанственици па не може да склучува договори, тоа е срамота во 21. век. Тука треба почитување на законските прописи од стопанските комори. Тие стопански комори нека не излегуваат само да бараат пари, туку треба да ги насочат нивните директори да ги почитуваат законите трговски. Ви благодарам многу. Благодарам многу и веќе потсетиме дека министерот Кришник Бектеши дури најави дека за некои од компаниите кои што не го почитувале договорот, санкциите ќе бидат такви што истите можеби ќе бидат и затворени. Како да продолжуваме со вас? Еве ќе потсетам, ве прашуваме дали со укинување на мерката ќе има нов бран на поскапување, што мислите вие? Па и веќе слушнеме од новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Не верувам дека треба да повторам да се намали тонот на телевизорот. Дали не слуша гледачот? Добар ден, Македонија. Добар ден. Според вас, дали со укинување на мерката ќе има нов бран на поскапување? Јас ништо добро не чекувам кај нас во Македонија, пошто еве ќе го цитирам еден голем потржувач на оваа власт, кој се јавува во вакви емисии, кој кажа дека уште пред 3 години беше еднаш ретко реален и кажа дека тогаш пред 3 години Македонија како држава со оваа власт е во банкрот. И логички е дека да очекуваме само лоши работи да ни се случува. Но еве сега зборуваме за компаниите кои што не го почитувале договорот, значи добиле субвенционирана струја, сепак не ги намалиле цените на производите. Но тие компании се жалат дека ништо не добиле ни поддршка ни помош од ова влада, дека се лага, се само замрачкување очи на народот, дека наводно давале поддршка на компаниите, а ништо не е дадено, туку дадено е само на некои блиски нивни фирми, партиски фирми или па на луѓе кои се блиски до нив како газди на таа нова власт. Значи, не очекуваме, че за жал ништо добро. Според вас ќе има ли нов бран на поскапување? Ќе има сигурно. Мислам дека што уништено македонско стопанство, со уништено македонско земјоделие, ретко гледаш изорани ниви низ Македонија, нема волја народот да работи, се е скапо џубриво, нафта, препарати,
пустелие на секаде, хаос со ова власт на секаде. Затоа воздигнување горе глава македонци и Благодарам за јавувањето. Да има понатаму, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Ало, Тина? Да, ве слушаме. Верувате ли Добар дека ден. ќе има нов бран на поскапување? Добар ден. Дали верувате дека ќе има нов бран на поскапување? Со укинување на мерката, дали Ало, се Тина, слушаме? Не се слуша. Добар ден, Игор од Битола. Добар ден, Јас Игоре. можам да кажам вака. За струјата, татко ми беше директор на РЕК Битола. Значи, кризата е од што нема јаглен, немаше јаглен, доволно јаглен и мазут и средства за рудниците. Големите компании трошат многу струја. Големите компании трошат многу Добро, и струја. добија субвенционирана струја. Тоа значеше Там дека треба да ги поскапувања, намалат видете. цените. Но не го сторија тоа. Еве, дали верувате дека ќе има нов бран на Јас поскапување? мислам дека треба Бектеши, Крешник Бектеши на компаниите да му олесни, да ни олесни на сите за струјата, да ја намалат. Но нема јаглен, нема доволно јаглен во рудниците, нема ни мазут и не можат и, а големите фирми има джентлемени во Игор, ајде фирмите, да одговориме но на нема анкетното јаглен, прашање. Нема јаглен. Игор, дали се слушаме? Според вас, дали има фирми во Македонија кои што ги водат джентлмени? Не може. Джентлемени има во фирмите има джентлемени, но еве ќе ви кажам кризата е пошто нема јаглен. Тоа е кризата на Добро, благодарам за јавувањето. Ќе посетам денешната тема и за сите наредни кои што ќе се вклучите. Ве прашуваме дали со укинување на мерката субвенционирање на струјата за компаниите треба да очекуваме нов бран на поскапување, а секако дали еве сметате ова ни анкетно прашање дека постојат фирми во Македонија кои што ги водат джентлмени. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, во црвена линија сте. Видите, ја не очекувам дека и да ја укине државата субвенциите на фирмите, мислам дека тој лош период за нивното работење помина, затоа што види ако ги следите ово берзите како се движат цените на берзата, ќе видите дека сите одат во надолна линија. И тоа нафтата, сите овако да не кажаме енергенци идат надоле. Земете дека гасот падне испод $50 А веќе. паѓаат ли цените во маркетите? Па видете, гледате сега, треба да бидеме реални да разбереме една работа. Дека цената во маркетите не зависи само од производната цена. Ние во исто време имаме и бран на покачување на платите. И сега не можете вие да очекувате дека дека вас ќе ви ги намали цените, а ќе ги покачи платите. Сепак секој работи за добивка, никој не работи да биде во минус. Па и вие како телевизија ќе ги намалите рекламите, стижино вака реторички што ве прашувам, ќе намалите цената на рекламите? Нема. Зашто? Секој нешто си има своја цена. Ние треба реално Компаниите да беа гледаме вака сега, компаниите нели беа подпомогнати со субвенционирана струја? Пазете, компаниите беа подпомогнати само со цената на струјата. Но дали другите влезни трошкови во вредноста на еден производ беше намалена? Не. Имаме ние друг проблем. Тоа е што во оваа криза некој заработува дебело. Еве речеме ќе ви кажам пример, мада ми поминува времето, ќе ве молам за 2 секунди после. Вие имате фирма македонска што увезува јогурт од Ниш. А го продава по иста цена како битолска млекара. Е па сега каде е Битола, каде е Ниш? Зошто е јогуртот иста цена, сакам да прашам битолскиот? Така, благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму, значи дискусијата ја водиме токму со вас, па да видиме во следните 90 секунди што ќе каже новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот, бидејќи слушам некаква фонија, дури и себе си таму од каде што не следите? Добар ден. Добар ден.
Еве, јас ке подсетам додека гледачот нормално осознае дека е директно вклучен во црвена линија, значи златното правило е од технички аспект, драги мои, кога ќе го завртите телефонскиот број 02-307-0005, веднаш намалете го целосно тонот на телевизорот. Зборувајте само преку слушалка, што значи телефонски, и во тој случај се разбира веднаш ќе ви биде јасно дека сте директно вклучени во црвена линија. Добро, ќе се слушнеме и секако нема да губиме време на постојано. Добар ден. Ајде да пробам да видам дали имам гледач. Добар ден. Цената на струјата колку и да има намалат на вие што имат фирми, цените на производите пак ќе растат. Значи, вие народ не е наситен на пара. Нема кој да ги спрече со тоа поскапување на цените на производите, и народот, обичниот народ ќе страда. Вие што земат мали пензии, социјално што земат од заводот, што земат по некоја пара, земјоделците што не можат производите да ги продадат сиромашки живот што живеат. Тие ќе страдат, иначе вие фирмите што ги оплjačкаа во времето на Бранко Црвенковски. Тие имат пари, богати се, колку и да биде левот и 200 денара да биде за нив, не е скапо. Скапо е за вие сиромашите, за тоа бегат во странство, во други држави од ене. Тука барат кај нас градежни работници и земјоделски работници, околу 20.000 слушам. Ама во Хрватска и тука не е иста платата. Е за тоа бегат, оти у Хрватска било од која струка. Се најавуваат санкции за компаниите, дури и нивно затварање, кои што не го почитувале договореното, односно не ги намалиле цените на производите за кои што било договорено. Кај нас треба сите фирми да ги затворат. Треба странски фирми да дојдат. Народот ќе биде позадоволен со работа и со плата. И стажот ќе им оде кај што треба. Иначе вие тука сте многу алчни, што ги отворија вие фирми. Ни стаж, ја у прифатна фирма работа 8 месеци. Ден стаж не ми пишаа. Зошто да работам? И најниска надница зима там. Благодарам за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Како сте? Добар ден. Добар, вие како сте? Добро е. Па еве, што прогнозирате? Дали со укинување на мерката субвенционирана струја за компаниите ќе имаме нов бран на поскапување? Како ви гледате? Јас мислам да имаме. Коли се обеќаја, ништо не дошли. Ништо. Дали до домаќинството обеќа секој месец пета да не качува. Тоа е тоа. Јас мислам дека оваа влада не е тама. Не може тоа така. Не може. Па не може да го лаже овај од компанија. По-ефтини ќе ти субвенцирам. Не може. Не може така. Еве да ве прашам ова, има ли фирми во Македонија кои што ги водат джентълмени? Молим? Дали има фирми во Македонија кои што ги водат джентълмени? Па има. Како не? Има сега. Има сега. Само гледа да го наполни джепот. Ја средам вани. Али овие наши народ, не знам каков. И овие наши министрени. Не е само за него. За сиромашите не гледа. Тоа е тоа, пријатно. Пријатно, благодарам многу за јавувањето. Ете, тоа е она што дискутираме денес со вас. Се разбира, ќе ве подсетам Facebook Црвена линија и таму можете да развиете дискусија со останатите кои што не следат на оваа социјална платформа. И меѓу другото, нормално да лајкнувате, коментирате и шернувате. Ве молам, кликнете и на Инстаграм, секако на Инстаграм стори Црвена линија, па и активно одговорете и таму на нашето анкетно прашање. Тоа е дали има фирми во Македонија кои што ги водат джентълмени. Тоа ве прашуваме секако и сите вас кои што активно се вклучувате во Црвена линија. И добар ден за новиот гледач или гледачка можеби. Добар ден. Дали се во Црвена линија? Да, во Црвена линија сте, повелете. Сега вака. Цените до прва се растат во Македонија. Бидејќи овие владејачките гарнитури и овие олигарсите што ги водат фирмите. Значи, ниски откупни цени, економијата скоро се уништи и земјоделието поготово. И цените до прва се растат. Еве, ја од Каварна се јаво на пример. Онај што е олигарс од Цвето Јанев, уништи лозарството во Каварнаци, бидејќи он го кредитира Социјалдемократскиот сојуз.
вака сега, слушате да ве прашам нешто, ве молам. Дали ме слушате? И за това младите не сакат да работат. Во Кавадарци дали имаше намалување на основните прехранбени производи на цените? Во Кавадарци имаше ли намалување на цените на основните производи? Има секако поскапување. А намалување не? Нема намалување, како намалување? Па никој не сака да работи. И затоа младите одат во странство. Например, сега домативе за напред ќе бидат душе поскапи. Под фолиите 50 степени. У Кавадарци тия олигарсот Свето Јанев го унищило за без пари му го зима гројжето. Не е пушат странските фирми, например, прашање, ве молам, и уште едно прашање. Има ли фирми во Македонија кои што ги водат джентлмени? Како? Има ли фирми во Македонија кои што ги водат джентлмени? Има секако джентлмени. Тие джентлмени треба да ги властат за системе, за антикорупцијска. Воред, благодарам за учеството во Црвена линија. Одиме понатаму, ете може дискусијата да се развие. Дали забележавте и намалување на цените на основните прехранбени производи? И на кои производи? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Благодарам. Вака, прво, било какво укинување на мерките нема да допринесе во однос на стварањето на новите цени. Кај нашите трговци се навикнати, ако денеска се покачи еден енергенс, дали се работи за струја, гориво или било кој друг енергенс, значи автоматски наредниот ден веќе цената на артиклите е зголемена. Меѓутоа, зашто тие трговци, кога веќе се намалува цената на одреден на еден енергенс, значи, еве, сега дури имаме и околу 30% намалена цена на горивата, не се одважат и да ја намалат цената, ако не повеќе, барем за 5 до 10%. И тоа да речеме, стварно и тие размислуваат за своите потрошувачи, а и ние да размислуваме дека и тие како трговци се грижат за нас да дојдеме до поевтина стока, до поевтини производи и ние не се буниме, но да кажеме во право, ако ништо повеќе. Меѓутоа, нашите трговци имаат само едно, да ја качат цената, да го зголемат својот доход, додека за потрошувачот. Не размислуваат дека тој потрошувач како денеска купува, да речам, 2 килограми кромпир, утре ќе купи кило и пол. Па натака ќе дојде со пола кило, да ќе со 5 место, со 2 кромпира да прави манџа. Благодарам. За јавувањето ќе потсетам, внимавајте на тајмерот и тука секако ќе ве охрабрам барем во денешното издание да се јавувате и како потрошувачи. Еве, што сте регистрирале? Дали имало намалување на цените до сега, особено во изминатиот месец, на основните прехранбени производи, онака како што беше ветено од компаниите? И ми јавуваат, имаме гледач, па јас тука ќе прекинам и ќе ги отстапам секундите за гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Македонија. На кои артикли, еве, производи прехранбени забележавте намалување на цените? Па, неке мало намалување има, може би на повеќе производи, но сакам да кажам дека не е убаво ова власт, зашто и да е својата голема вина да ја претврла се на други. Де Русија е крива, де газби на компании биле криви за таа нивна неспособност. Кога имате лоша економија во Македонија, кога имате лоша власт која не знае да води ајде да се навратиме на ова сега, ве молам. Значи има компании кои што добија субвенционирана струја. Тоа значеше дека на одредени прехранбени производи требаа да ги намалат цените, но 70% од таквите компании не го сторија тоа. Мислам дека јас слушнав на пресконференција представници од компании кажаа дека власта лажи, дека давала субвенции, туку дале на фирми блиски до нив, а дека другите наводно добиле. Мислам дека ова власт многу пати за многу работи нас како народ не излажа. Но еве да дискутираме вака, доколку не се почитува договор, дали треба да се превземат санкции, какви според вас? Мислам дека да, ама тоа да важи и за власта така. Ако власта
ветила дека име Македонија не менува и многу други работи, треба и тата сноси одговорност. Тие не се безгрешни, ова власт толку направија злодела, криминали, пустош на секаде, терор, затворија македонци невини по 18 години. Благодарам за јавувањето. Одиме сега малку на Твитер и таму секако се дискутира на оваа тема. Твитерџи секако твитаат, па еве почнуваме и со твитот на Топџи Ака Ендрютет од Маđари. Откако направија милионски профити, ќе им ги укинеле сега субвенциите. А бе цел остварен промет да им се одземе додека користеле субвенционирана струја. Профитерите. Одиме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Верувам дека добро се слушаме. Вие сте во црвена линија. Основна линија јас. Одлично. Како потрошувач, дали забележавте намалување на цените на основните? За воза. Дали ме слушате? Ало? Дали ме слушате, бидејќи ве прашуваме дали забележавте намалување на цените на основните производи? Слушам, чекај да се јавам малку да кажам и ја нешто. Не сум зборил никој пат. Во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме, продолжете. Ама на телевизорот гледам. Мене ме гледате. Аха. Вака. Како може да го слушате овај говорников 2 пати, 3 пати? Негово право е, не можеме да бидеме неправични. Не можете. Сега да ви кажа. Малку, кратко. Нашата безбедност и држава не, добро, уред е. Нашата безбедност и државност не е страшна за мене, за Македонија. Ние си имаме дека да бегаме. Ако не биде у Македонија, у Маđarска ќе се отидеме, тамо ни е патронот, бранико ни е тамо. А еве да проговориме за темата, ве молам. Како потрошувач, дали забележавте намалување на цените? Толку. Само тоа, на темата нема да проговорите? Да. Добро, во ред, ваше право е, ета, добро, благодарам многу за јавувањето. А сега го сакаме да ве слушаме денес не само како гледачи, туку и граѓани, туку и како потрошувачи. Ајде да видиме следниот гледач во црвена линија, дали еве со него или со неа ќе проговориме како потрошувач, дали забележавте во изминатиот месец намалување на цените на основните прехранбени производи, на кои производи забележавте намалување? Сметате дека ќе има нов бран на зголемување на цените, бидејќи се најавува и укинување на субвенционираната струја за компаниите? Па да слушнеме што ќе кажете вие во следните 90 секунди за гледачот кој што ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Па еве како потрошувач, пазарувате, верувам, кажете ми, забележавте ли воопшто намалување на цените на основните прехранбени производи? Кога, пошто веќе малку се секунди за зборување, не подпрашувајте, баре да не губиме време у посебни прашања и посебни одговори, а да кажам дека ова поскапување... Еве ќе го ресетираме времето за вас и кажете ни тоа што сакаме да слушаме. Ова поскапување, ова намалување, ништо не е реално, затоа што еве на сметките што се за струјата, нека погледат луѓето какви бројки има и колку посто има субвенции. Кога ги сме имале 500.000 за плаќање, овие ни дале 95% субвенции и ние имаме 5.000 или 1.500 денари, така нешто. Значи, такви далавери се прават, такви оштетувања на државата, на предпријацијата, на луѓе во што смееме како луѓе, како корисници на струја, се прави во далавера систем. Далавера систем за тоа што овие што увезуваат струја, што произведуваат струја, ништо нема македонско. Се други препознавачи на струја, увезувачи, продавачи, ништо нема македонско.
нека разберат луѓето наши македонците дека со овакво владење и со овакво бранење на владетелите само може до куќи да сгинеме. До куќи да не снема. Ние се напаѓаме и се напаѓаме како пред мене го напаѓа овој, го напаѓа оној, а овој од Унгарија ќе сме бегали сите во Унгарија. Цело дека се напаѓаме едни други, се ќе тониме. Другите тоа ќе окоричат, ќе станат и трговци, и купувачи, а се што е македонско ќе стане нивно. Само така нека продолжиме, ако сакаме што поскоро да не снема. Добро, благодарам за јавувањето. Ива, ќе повторам по кој знае кој пат во ова денешно издание. Ве молиме, значи, со вас денеска дискутираме на тема каде што ве гледаме секако и како потрошувачи. Верувам дека секојдневно, па дури и јас и сите вие пазаруваме по маркетите. Дали забележавте дека се почитувал договорот кога веќе зборуваме моментот кога доаѓате на полиците и нормално ги бирате основните прехранбени производи? Дали забележавте намалување на цените на истите? Што сметате, какви треба, нели, според вас еве санкции да има, дали ќе има санкции, секако дали сметате дека по укинувањето на овој бенефит да се користи субвенционирана струја ќе има нов бран на поскапувања. Темата ја гледате овде доле, можете да ја прочитате и ве молам да се држиме до она за кое што сакаме да го слушнеме вашето мислење. Добар ден. Здраво. Здраво, како сме? Се надеваме добро. Така, нека остане, па еве. Да. Останаа ли високи цените на основните прехранбени производи или забележавте намалување? Нема ништо подобрување, све е вау. Што игат ауфидерзен, што игат германците. Значи, вие кажувате договор помеѓу бизнесмените и власта, абе кој поштои во оваа држава некаков договор? Договор може измеѓу мака ние да се договориме, ама и тоа и ние ќе зафркнеме работата, ќе ја утупиме. Значи нема никаков договор, не важи договор за никого, едноставно овие си терат по свое. Власта као изиграва бебиситерка да ги спашава овие нашиве успешни бизнесмени. Ма ја викам, ако власта веќе им укинуе на тие бизнесмени, иако ја многу не сакам да добиват никаква надокнада, али пак нека прекинат и со овие рударине од Арачиново и од Кондова. Значи... Според вас има ли фирми во Македонија кои што ги водат джентлмени? Молам? Постојат ли фирми во Македонија кои што ги водат джентлмени? Па тоа само на која телевизија беше таму, на македонска или кај беше тој джентлмен? Таму ќе видиш джентлмен у насловот. Инаку тоа што се појавува како джентлмен не мора да значи дека е джентлмен. Може да е некој многу порасипан од сите други. Иначе, госпожа, што се тиче до овие субвенционирани струи, ја и ти ги плаќаме, тебе ти зимаат од плата, од данокот. Поздрав, пријатно. Благодарам, поздрав за јавувањето. Одеме понатаму, продолжуваме со вас. Добар ден. Мислам дека јас сум наред. Да, вие сте повелет. Сакам да кажам дека джентлмени нема, не постојат. Се додека се работи за трупање на земјино богатство, нема да има луѓе кои добивката ќе ја делат со други. Тоа е едно. Земјиното богатство е на секој. Секој се бори за тоа. Второ, гледам телевизорот ми. Да го намалите тонот на телевизор. Второ, денес идам да купам леб. За прв пат, една недела се збори дека ќе треба да ги вратят парите. За прв пат гледам лебот намален 2 денари. Каде беа до сега? Они пред месец дена добија средства за да ги намалат цените на прехранбените производи. Никаде ги нема. Ништо не е намалено. Дури поскапено. Гледам зејтин до 38 денари. Викам, зошто зејтин од 138 денари? Па газдата го набавил пред намалувањето. Трето, тезгаджиите. Ние најчесто купуваме сол, шекер и некои ситни такви работи, али купуваме леб, али купуваме и зеленчук. Зашто тие на пазарите нема производител да продава? Сите се накупци. Сите ги
прават цените како што сакат. Ќе подсетам, внимавајте со тајмерот, но и истовремено ќе ве охрабрам додека трае ово издание на Црвена линија, сега кога можете повторно да се јавите и да се вклучите во нови 90 секунди. Благодарам за гледачот. Тоа е она за што дискутираме и продолжуваме со денешната тема, тоа дали со укинување на мерката ќе има и нов бран на поскапување и сметате ли дека фирмите во Македонија ги водат джентлмени? Добар ден. Добар ден, Нина, поздрав до тебе и до редакцијата. Голем поздрав и до вас. Јас зборувам исклучиво на темите. Дали постојат джентлмени? Да. Во секој случај. Има газди кои ги почитуваат и законите, на време исплаќаат плати, со сите придонеси и така натаму. Значи има. А дали ќе има поскапување? Па не ми се верува, може би да се задржат на тоа ниво кој сте сега, или може би нешто ќе се намали. Во секој случај мислам дека со укинување на мерката што владата сака да ја преземе, фактички не ми се верува дека ќе се постигне некоја цел. Во која смисла? Може да не ја субвенционираат струјата. Меѓутоа, што може да се случи? Може да се случи да продолжат и понатаму. Мислам дека треба газдите кои не ја почитуваа оваа мерка, не само што ќе ја престанат да ја добиват субвенционираната струја, туку треба и да бидат казнети со она што го добиле од државата во име на субвенционираната струја. Дали тоа ќе се направи или не знам. Во секој случај сметам дека така треба да се направи. Значи, укинување и казни. Министерот дури Бектеши најави... Молим? Министерот Бектеши дури најави дека ќе има и санкции, и казни, но и дури и затварање на некои од компаниите. Па мислам дека треба да се направи тоа. Треба да се направи. Веќе времето ми истече, не знам дали сме во програма. Во програма сте и јас ќе ви се заблагодарам секако што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ајде сега, секако ќе дадам шанса и еве, ова е тоа што го бараме. Значи да се држиме до темата, бидејќи некои од гледачите можеби подоцна се вклучуваат во Црвена линија, она за што дискутираме денес, а секако сакаме и да ве слушнеме како потрошувачи, дали очекувате дека токму со укинување на мерката субвенционирана струја за компаниите ќе треба да очекуваме и нов бран на поскапување. Ќе ве потсетам дека и како потрошувачи верувам секојдневно сте во маркетите и дали забележувате пат намалување на цените, можеби забележувате зголемување на цените во меѓувреме на основни прехранбени производи. Дали сметате дека ќе има санкции, какви санкции според вас и дали фирмите во Македонија ги водат джентлмени? Добар ден. И Добар ден. Добар ден. Добар ден. Сомневам дека има джентлмени во Македонија. Стишете го тонот на дека има телевизор. джентлмени во Македонија. Исто да го велам од причини со сите газди работат за добивка. На секој начин се трудат да створат капитал. Дали на грбот на вработените или со зголемувањето на цените, тоа е знак прашање. Сомневам дека државата ќе преземе мерки за враќање на средствата што ги дале за струјата, али интересно е да има група на граѓање кои остваруваат приход, а не плаќаат никакви даноци. Сите земјоделски производи што се продават на пазарите не потпаѓат под фискализација. Само купе од кванташки пазар, дојде тука и сами оформира цена. Никој не го прашува колкава добивка отворува. И тоа е сето на грбо на граѓаните. Ја не би имал друго повеќе што да кажам, али треба да се преземат мерки за државата со собствените даноци и доприноси. Од тоа живее
треба да се платат пуно институции и треба да се уберат средства. Така, благодарам и вам за јавувањето. Ќе одиме сега повторно со Твитер заедницата. Бети Буб напишала им не здробија со цени, им крадат и од буџет. Во продолжение, токсоносецот напишал, а зошто мора да постои субвенционирана струја како концепт? Што се газдите криви, не ми е јасно. Добро. И одеме понатаму, еве високи цени, наведум обичен егец напишал високи цени поради скапа струја. Субвенционирана, тоест намалена цена на струја, цените остануваат високи. Владата укинува субвенционирана струја, производителите уште повеќе ги качуваат цените поради повторно скапата струја. Народот повторно го зема и не продолжуваме понатаму. Она со што продолжуваме е секако реклами. Останете со нас, бидејќи ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. Почитувани мои, време е да ги соопштиме резултатите од Инстаграм и секако тука уште еднаш ќе ве потсетам за следете на ова социјална мрежа и не заборавајте редовно да учествувате во секојдневните анкети на Instagram Story. Резултатите од анкетата за денес, каде ве прашавме има ли фирми во Македонија кои ги водат джентълмени, еве ги и како одговорија инстаграмџи. Со да 32%, со не 68%. И тука секако ќе ве охрабрам и посетам сите вие кои што следите Црвена линија, не заборавајте за многу кусо време тркалото ќе почне да врти. Ви поканувам во мојата следна канцеларија каде што наградуваме, ќе ви биде забавно и релаксирамно, а она што можеме да ветиме е не пораст на цени, туку пораст на награди. Само за вас се гледаме за кратко.